соларната еклипса и младата месечина на 21. септември 2025 година во знакот Девица на 29 степен. Значи, ова затемнување на Сонцето или млада месечина е една доста интензивна, напната енергија. Така би можело вие тоа да го почувствувате, но не само тоа. Во периодот на една соларна или еклипса, каде што Сонцето ќе биде затемнето од месечината, многумина од нас се почувствуваат уморни, исцрпени, се губи снагата. Сега, тука исто така и Сатурн во знакот Риба, кој што стои спротивно, и он е ретрограден. Значи, тука се зборува исто така за една енергија. Сатурн бара нешто тука да коригира. Да си бидеме одговорни за нашите емоции. И 29 степен зборува истовремено за тоа. Нешто да се заокружи во нашиот живот, да ставиме точка на нешто што ни штети, на нешто што е отров за нас, за нашето тело, за нашето здравје. Па вие самите си знаете што е вашиот отров или кој е можеби вашиот отров. Во овој случај се работи за знакот Девица. Значи, космосот ни нуди една можност на еден нов почеток, да одиме напред, да бидеме здрави, да создадеме здрави навики во нашиот живот, здрави секојдневни работи, каде што нема да се чувствуваме толку уморни. Како тоа ќе можеме да успееме да го направиме? Ако секогаш успеете да го исфрлите тој отров од вашето тело и од вашиот ум, значи здраво тело, здрав ум. Ако тоа успееме да го совладаме, пазите секогаш како се храните, со што се храните, колку пати на ден внесувате храна во вашето тело. Ако тоа успееме да го анализираме добро, значи здрава храна, здраво тело, здрав ум, здрав секојдневен живот. Со таа позитивна енергија ќе можеме да корачиме напред и да ставиме точка на тоа што веќе не гуши, на тоа што е отров за нас. Се отвараат нови космички врати со кои што можеме да корачиме напред.